сакам да изразам задоволство што сум денеска заедно со градоначалникот овде во Куманово. Да честитам за сето она кое што го прави изминатиот период, но исто така заеднички да сработиме уште повеќе во периодот кој што следи. Еден од тие објекти е овој за кој што веќе градоначалникот зборуваше. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на советниците на администрацијата која што ја поддржува успешната работа на градоначалникот овде во Куманово. Убеден сум дека таа ќе биде побројна во периодот кој што следи и таа успешна соработка ќе продолжи. За неговата работа како градоначалник можев да се уверам и од оние сведочења кои што ги пренесоа сопствениците или стопанствениците кои што претходно ги посетивме во двата стопански објекта кои што претходеа на посетата на овој објект, така наречен Соколана. Тие навистина кажа, би рекол, исклучително ворени позитивни коментари за тоа што све општината, градоначалникот и администрацијата прават за нивните инвестиции да бидат поуспешни. Така што заедно владата, општината, градоначалникот правиме исклучително добри работи и ќе продолжиме да правиме исклучително добри работи за Куманово. Би сакал исто да се заблагодарам и на пратениците кои што доаѓаат од Куманово, кои што се борат за Куманово, да Куманово има проект повеќе кој што ќе биде финансиран од страна на владата. И јас навистина можам да кажам дека таквата борба инспирира, ние како влада ќе направиме се што е во наша моќ да ги поддржиме овие иницијативи за да можат кумановци да добијат што е можно повеќе проекти кои што ќе значат подобар живот и поквалитетен живот овде во Куманово. Така што градоначалникот конкретно за овој објект објасни, околу 700.000 евра ќе чини реконструкцијата на објектот и враќање во првобитната положба. Проектот е изработен, останува уште ние како влада да ги обезбедиме средствата, во што сум сигурен, средствата ќе бидат обезбедени и ќе почне реконструкцијата на овој објект. Јас тука би застанал. Во кој период кога би може реално да се очекува да бидат одобрени средствата? Тоа ја гледавме сега која институција би била одговорна, тоа би било Министерството за спорт, бидејќи сега сме во процес на избори и имаме законски ограничувања. Ова би била одредена военна процедура, не е содржана во претходниот план на Министерството, но веднаш по завршување на локалните избори, тоа би било некаде втора половина на ноември, со прераспределбата која што ќе следи во декември, средствата ќе бидат обезбедени.